Добре дојавте во нова епизода. Мислам дека денеска имаме нови убави информации за презентирање, бидејќи мерките отпуштаат, полека животот се враќа на островот, а она што беше објавено на пресконференцијата е нешто што дава уште повеќе оптимизам за летниот период. Бидете тука, јас одам да најдам добар паркинг и се враќам со првите информации. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Од денеска мерките не само што попуштаат, туку и ова можем да кажам од вчера е забележително движењето на сообраќајот над мене. Токму така, се повеќе и повеќе авиони веќе долетуваат во Малта, се подготвуваат за стартот официјално на летото секако, нели? И тоа некако ја враќа надежда дека ова летна сезона ќе биде малку подобра од она што се очекуваше и од она што беше минатото. Но ќе видиме. Интересното е тоа што денеска има само 2 нови случаи, како бројка зборувам. Остана уште 72 активни случаи со корона. Што се однесе до вакцинирањето, 302.933 се вакцинирани од населението, плюс може да кажеме, да дефинираме дека од овие 302.000, 180.243 официјално до денеска се вакцинирани комплетно, значи со двете дози. Тоа некако во проценти излегува и Малта навистина е број 1 во светот по број на жители, 70% од возрастното население е веќе вакцинирано, а 42% е комплетно вакцинирано со двете дози. Она што е интересно во сите овие статистики е бројката која што е официјална според Националниот статистички завод. Што поради корона, што поради население кое што замина, што поради работници кои што дојдоа нови, некои заминаа пред скоро година дена, кога беше оној најсилниот опасен крик на короната на островот. Официјалната бројка за вкупното население
кое што сега е на островот е 514.564 жители. Токму така, ако до вчера калкулиравме сите со бројка 470-480.000 жители, оваа бројка од 514.564.000 е официјалната бројка на вкупното население и малтежани и оние кои што се дојдени на работа од останатите земји кои што се тука. А население полнолетно од оваа бројка е 432.616 жители. Значи, полнолетно зборам според малтешките закони, бидејќи полнолетството овдека се третира над 16 годишна возраст. Ова бројка е интересна и ќе ја памтиме, бидејќи е официјална и токму сега, поради сите овие случувања, како бројка која што понатаму ќе ја комуницираме. 514.564. Igor Filevski Show. Она што е најважно, од денешната пресконференција е објавено дека од 1 јули за оние кои што се вакцинирани со двете дози нема да бидат потребни маски на отворено. Точно така, маски на отворено нема да бидат потребни. Е сега, има тука неколку работи со звездичка. Нема да бидат потребно маски на отворено ако во нивната околина се сите вакцинирани. Ако има еден невакциниран, тогаш маската повторно ќе биде задолжителна и за вакцинираните. Оние кои што не се вакцинирани, ќе мора маска да носат и на отворено во Малта. Ова е сега, од една страна е добро. Саша, ти вакциниран си? Добро, одлично. Значи, ние двајца ќе може да се дружиме вака без маски на отворено. Е, сега, ќе кажам вака, пластично ќе искарикирам. Гледате како закони веќе не двојат на бањати и не бањати што викаме. Тоа значи, ако имаме некој во друштво невакциниран и сакаме да шетаме надвор, ќе почнеме да го избегнуваме. Законски не тераат на сила тоа да го правиме. Затоа што јас не сакам да носам маска на отворено. И сега, ако некој од вас што ме гледа сака да се дружиме и да пиеме кафе, или јас сакам, а не сте вакцинирани, ќе кажам ајде или дојдете кај мене дома, или ајде друг пат ќе се шетаме заедно. Тоа не е воопшто убаво. Но факт е дека естаблишментот токму така сака да продолжиме да играме понатаму. Не знам кој ќе биде овој пат систем во системот, но факт е дека тој закон од една страна е добар, барем за оние што се вакцинирани. Значи ова стартува од 1 јули. Памтете и внимавајте. Entertainment. Vacancies. Week Top Stories. Е, сега што се однесува до маските, значи и тоа ќе се има своји регулативи, колку луѓе повеќе од тројца ќе мора да носат маски, двајца вакцинирани без маски. Нормално ќе го следиме се до тоа. Она што го најавив е многу важно и тоа без разлика кажува една поделба што ќе се случува меѓу вакцинирани и невакцинирани, тоа ќе го следат веројате сите наскоро во Европска унија. Она што е важно е дека уште неколку дена останува да може да се ги симнете оние купони кои што владата ги дава како помош на секој полнолетен граѓанин. Значи над 16 годишна возраст, секој веќе има можност на својот мобилен телефон да ги симне апликациите. Тоа изгледа токму вака, како што сега може да видите, и кога ќе ја симнете апликацијата, нормално ја користите и тие 100 евра се како помош и за секој жител и за бизнисот кој што беше затворен. А од денеска попуштаат сите оние мерки кои што ги најавив на самиот почеток. Еве гледате, базените веќе во овој клуб се отворени и од денеска стартува буквално до 20 часот, иако таму пишува дека важат отварањето на базените само за пливање, што значи не би требало според нека логика што беше објаснето да има лежалки, да има забава во вода и така натаму, ватерполо не, туку само за пливање. Мислам дека сето тоа пополека ќе се опушта и ќе се менува, бидејќи навистина 70% од вакцинирано население веќе наметнува еден сосем друг протокол, барем за летниот период.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de Eto'o, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! 3, 2, 1. Start. Тука е крајот на денешното издание. Мислам дека е важно се ова што го кажав за оваа недела, од проста причина што мене многу работи. И на самиот крај, практично, на самиот крај на овој дел од протоколите кои што на некој начин беа катастрофални, и почеток на летната сезона, иако летото овдека одамна почна, ама официјално ќе биде наскоро, мислам дека време да се вратат туристите и пополека да влеземе во шемата која што ја знаевме од пред 2 години. Да, Малта е островска земја и живее исклучиво од туризам и од тие причини овие детали што денеска ги кажав се многу важни. Останете уште малку со ова епизода, видете што беше аути ин за изминатава недела. Поминете се ги убаво новиве протоколи во новото издание на животот на островот. Како што знам некогаш да кажам, бојата се враќа, тоа е добро. Секој е добро, се гледаме следниот понеделник.
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.